Еве во овој дел сега и со повторно линковско вклучување, но овој пат ја вклучуваме колешката Ивана Крстевска-Јаневска, од која ќе слушнеме дали скопјани ќе се разадуваат во базенот во Борис Трајковски. Ивана, добро утро. И повели да слушнеме повеќе информации кои што сигурно сум дека сите ќе ни интересираат на ова топло време. Да, Слободанка, добро утро до тебе, поздрав до сите наши гледачи. Ве поздравуваме од предспортскиот центар Борис Трајковски, место, настан, сала која што со години е домаќин на голем број на спортски настани, првенства, како за танц, така нели и во спортот, голем број на сајми, концерти, музички случувања, настани се имаат одржано овде во изминативе 18 години колку што постои спортскиот центар Борис Трајковски. Од неодамна доби и ребрендирање, односно од пред неколку денови спортскиот центар Борис Трајковски оствари стратешко партнерство со најголемиот македонски телекомуникацијски оператор T-Mobile, или спортскиот центар Борис Трајковски се ребрендираше во T-Arena. Сега ќе зборуваме и за базенот, за тоа во кој период може да го посетуваат граѓаните ова лето, но и за тоа што значи ова стратешко партнерство со Македонски Телеком. За тоа прашање, односно одговор на овие прашања, ова утро ќе добиеме од првиот човек, односно директорот на овој спортски центар, најголем во Македонија. Ќе ви посакам добро овој утро. Даниел, што значи пред се за еден ваков голем спортски центар, тоа што остваривте стратешко партнерство со Македонски Телеком? Пред се да ги поздравам вашите гледачи, да им посакам добро утро. Како што рековте, да, склучивме договор со Македонски Телеком. Овој договор пред се треба да ги унапреди условите во оваа спортска сала, односно сите посетители кои што ќе доаѓаат тука да користат дали дел од нашите спортски содржини, дали ќе посетуваат некој одреден културен настан кој што ќе се одржи тука, ќе треба да имаат многу подобри услови од оние кои што беа претходно. Дали тоа ќе биде во делот на интернетот кој што ќе го имаат на располагање кога ќе се одржува одреден настан, па ќе сакаат да прикачуваат некоја содржина, во делот на внатрешниот дел, би рекол, на спортската сала, навистина ќе биде разубавен, од естетски дел ќе рипнеме едно ниво погоре, би рекол. Така што пред се соработката со Македонски Телеком покрај на визуализација, би рекол, на визуелен приказ и убав изглед, ќе треба да овозможи нови услови и подобри услови за сите посетители кои што ќе доаѓаат тука, што се надевам дека ќе биде едно општо задоволство, бидејќи долги години оваа сала не беше брендирана, односно спортскиот центар, така што сега се надевам дека оваа соработка со T-Arena ќе биде долгорочна и навистина едно пријатно искуство. Да, и оно што можевме да го забележиме утрово е дека веќе дел од промените се чувствуваат и се видливи, нели? Оно што многу од граѓаните ги интересира е базенот кој што е во склоп, нели, на Борис Трајковски. Летниот период, некако луѓето сакаат да се разгладат, многу користат и во текот на целата година, секако рекреативно. Нели, тука се одржуваат и голем број и на надпревари, па како функционира во летниот период базенот? Добро, базенот функционира исто и како и преку целата година. Би рекол дека посетеноста е на вистина на едно високо ниво, немаме ден кога базенот не е преполн и тоа е на едно мое големо задоволство. Меѓутоа, мора и да ги известиме сите граѓани кои што го користат базенот дека еве уште ова лето би рекол дека активно базенот ќе работи од 7 часот наутро до 22:30 часот навечер, како што работевме изминатите месеци, но потоа започнуваме со една целосна реконструкција на базенот, односно би рекол дека можеби 90% од базенот ќе биде реновиран наново, што значи тоа дека после 50 години речиси ќе добиеме нов базен во Скопје, од причина што навистина ова е веќе дотраен објект, што од годините кои што се поминати, многу и зависело и од тоа што не било одржуван соодветно низ годините наназад, така што во заедничко решение со владата и со премиерот кој навистина интензивно се вклучуваше во решавање на овој проект, би рекол дека ќе добиеме еден прекрасен базен кој што се надевам дека ќе бидете репрезент како на спортскиот центар, така и на нашата земја, така што до септември некаде од прилика би работеле активно со базенот, но потоа започнуваме со една целосна реконструкција. Очекувам за некој година до година и половина, не знаеме како ќе се одвиваат работите, да добиеме нов објект тука во спортскиот центар.
Да, секако верувам дека еве нема граѓаните да останат нели без базен. Летово ќе можат да си го искористат максимално со пливање во овој базен, но понатаму очекуваме нели нов посовремен базен како што му даликува на еден главен град на метрополата. Што е она што наследно ќе работи спортскиот центар Борис Трајковски, што може да очекуваат граѓаните, кои се новитетите, што вие го планирате да го направите? Добро, ова лето би рекол покрај овој договор кој што го склучивме со Македонскиот телеком, работиме исто на еден нов проект тука со АТК центарот кој што исто во склоп на спортскиот центар, односно тениските терени. Во наредниот период ќе почнеме со изградба на нови падал терени кои што ќе бидат веднаш до тениските, така што ќе добиеме и нова содржина тука. Гледаме дека паделот е еден спорт кој што е во пораст и во подем, така што се надевам дека и тоа ќе биде една нова интересна содржина која што граѓаните ќе ја посетуваат. Да, секогаш тука нели работите за граѓаните, за скопјани, за сите оние кои што го користат овој спортски центар. Даниел, ви благодарам за вашето одвоено време. Благодарам на вас. Да, ние ќе ве поздравиме од тука и секако во летниот период максимално можете да уживате во активностите кои што ги нуди спортскиот центар Борис Трајковски. Можете да посетите пинг-понг салата, да уживате со вашите пријатели во друштво. Секако работи во текот на целото лето и кугланата и секако тука и базенот нели за кој што зборувавме. Одлични информации, Ивана. Многу ви благодарам за овој разговор кој што ни беше, како што веќе и кажав, потребен на сите да ги слушнеме. Овие настани кои што ќе следат и ова лето во Борис Трајковски,